Општина Зелениково и градоначалникот заедно со неговиот тим е исклучително значаен пример како може на мала општина со мали средства да направи големи работи. Градоначалникот тоа го кажа, ги наброја проектите кои што денеска ги посетивме. Изминатава година денов дека и покрај тоа што се соочува со исклучително големи предизвици, енергетска, економска криза, тој сепак успева заедно со неговиот тим да најде начин да ги реализира ветувањата дадени пред граѓаните за време на кампањата за локалните избори. Јас сум навистина исклучително задоволен кога можам да видам дека во Македонија се гради, во општините каде што градоначалниците на ВМРО ДПМН добија поддршката и коалицијата се гради, се испорачува она што беше ветувано и ги охрабрувам да продолжат и во периодот кој што следи на тој начин да испорачуваат пред граѓаните и да го направат животот на граѓаните поквалитетен, затоа што тоа е практично основната улога на еден градоначалник и на една општинска администрација. Да ги направи условите на живот на сограѓаните во таа општина подобри и поквалитетни. Така и овде во општина Зелениково. Кост е исклучително посветен, тимот е исклучително посветен и убеден сум дека и пред време сето она кое што беше ветено ќе биде реализирано, а со идната влада на ВМРО ДПМН и нему како и на многу други ќе им биде олеснето функционирањето, бидејќи ќе имаат поддршка наместо обструкциите кои што денеска ги имаат на дневно ниво. Така уште еднаш сакам да заклучам, честитам и само така да продолжат. Граѓаните знаат тоа да го ценат и да го препознат и веќе на следните предвремени парламентарни избори ќе го кажат својот суд за тоа што е направено и што не беше направено од страна на владата СДСМ. Господине Мицковски, кажавте по лидерската среда дека единствено решение се предвремени парламентарни избори. Зошто сметате дека тоа е одржливо решение во овој момент? Па затоа што секое друго решение значи продолжување на агонијата. Затоа што секое друго решение значи дека немаме план. Затоа што секое друго решение значи повеќе криминал, повеќе корупција, послабо здравство, поголема катастрофа во образованието, послаба економија, повисока инфлација. И затоа ние велиме потребни се предвремени избори за да престане Македонија и граѓаните да губат, за да може Македонија и граѓаните да почнат да добиваат и затоа велиме ајде на брзи предвремени парламентарни избори да ја спасиме од агонија нашата Македонија. Тоа е суштината. Затоа бараме предвремени парламентарни избори. Не постои ниту една друга причина оваа влада, оваа коалиција да остане, бидејќи гледаме дека сме најлоши во Европа. Најлоши сме во Европа, имајќи предвид дека сме најлоши, јас само можам да кажам дека ако тие продолжат и понатаму ја поминат секој ден повеќе во просториите каде што се наоѓаат, толку полошо ќе биде и за граѓаните и за цела држава. Како коментирате можноста Алијанса за албанците да влезе во владата? Имаше таква најава, Таравари не ја демантираше. Ве прашувам, имајќи предвид дека вие и соработувате со нив во одредени општини на локално ниво, како тоа ќе се одрази на таа соработка, евентуален нив влез во владата, особено во време кога барате предвремени избори? Алијанса за албанците ја сметам како опозицијска партија. Тие имаат свое раководство, своји органи на одлучување и доколку тие одлучат дека треба да влезат во владата, тоа значи дека ги споделуваат сите вредности на оваа влада, а оваа влада реков зошто е потребно да замени и зошто се потребни предвремени парламентарни избори. Лично мене, ако ме прашате, не мислам дека тоа мудар потек, доколку одлучат да влезат во владата, мислам дека имаат своја структура која што е профилирана како опозицијска, има простор голем во опозицијата да се покажат и да работат и да понудат своја платформа и ја ги охрабрувам така и да продолжат. Но сепак политиките на секоја политичка партија се автономни политики, тие имаат свое раководство и претпоставувам тоа раководство ќе донесе одлука онаква каква што е најдобра за нивното членство, но и за партијата која што ја застапува тоа раководство. Господине Мицковски, ден однос на лидерската средба, таа беше неуспешна во поглед на темите што се разговара. Иако вие инсистирате да се разговара за проблемите на граѓаните и за предвремени парламентарни избори, секако власта инсистира и понатаму да ги турка уставните измени. Дали не стравувате дека власта ќе продолжи да разговара со поединечни пратеници од вашата коалиција за да ги убеди за да добие мнозинство од 80 пратеници? Помина 5 месеци откако власта го прифати последниот предлог. И во овие 5 месеци ништо не се смени. Што значи тоа ништо не се смени?
нити се смени расположението кај граѓаните, нити се смени поддршката за предлогот, напротив се влоши. Поголем е процентот на граѓани кои што се противат на последниот предлог, односно условот за промена на уставот под тие услови кои што власта ги прифати. Ние како политичка партија имаме јасен и прецизен став. Ние како коалиција исто така имаме јасен и прецизен став кој што го кажавме на таа лидерска средба. И јас од името на ВМРО-ДПМН, и господинот Љупчо Димовски од името на Социјалистичката партија, и господинот Иван Стојковиќ од името на Демократската партија на Северна Македонија. Што значи дека јасно и прецизно кажуваме дека нема да има промена на уставот, односно нема да има промена на преамбулата. Позади нас се 5 месеци. Од страна на спикерот Џафери беше јасно кажано дека процедурата за промена на уставот е најмалку 4,5 до 5 месеци. Најмалку 4,5 до 5 месеци. Тоа значи дополнително изгубен период, наместо да се посветиме на реформи, наместо да се посветиме на градење на подобра држава, ние треба сега да дефокусираме јавноста со оваа тема, кога на сите нас ни е јасно дека нема мнозинство од 80 пратеника, нема мнозинство од 2/3 во парламентот кое што ова го поддржува. Тоа е уште една причина повеќе да одиме на предвремени избори, затоа што единственијата политика на СДСМ и ДУИ во овој момент пропаѓа. Дали тие ќе го применат методот на преспа, па за уши ќе носат пратеници, па ќе се обидат на методи кои што се неконвенционални, со подкупи, со закани, со уцени и така натаму, не знам и не сакам да верувам, но имајќи го предвид карактерот на овие луѓе, се е можно. Дали ќе успеат да убедат некој од пратениците на ВМРО-ДПМН на тој начин, исто така сум убеден дека нема да успеат. Затоа реков, не е ова времето на преспа и не е ова времето кога луѓе се затвараа во притвор, па се уценуваа, па се носеа во 5 за 12 зуши за да гласат и така натаму. Уште еднаш апелирам на разум. Политиката на насилна промена на уставот и преамбулата пропаѓа. Јасно беше од лидерската средба дека немаат 2/3. Не треба да се плашат, треба да се соочат со народот, да излезат пред народот и да одиме заедно на предвремени парламентарни избори. Колку побрзо, толку подобро. Така ќе се спасат и граѓаните, така ќе се спаси едината на Македонија. Како ја коментирате вчерашната најава на Бујар Османи дека планира оној закон кој што заеднички го донесовте за Сдруженија на граѓани па и за политички партии да го праќа на Венецијанската комисија? Каков е вашиот коментар? Па тоа е оној истиот Бујар Османи кој што ја нападна истата Венецијанска комисија кога стануваше збор за законот за јазици, се сеќавате. Сега Венецијанската комисија ја наоѓа како алиби за да удоволи на нашиот источен сосед и тоа е оној истиот Бујар Османи кој што изминатиот период континуирано работи спротивно на интересите на македонскиот народ и на државата и го заплетка процесот. Го заплетка процесот со своите екзибиции на меѓународна политика, затоа што тој дипломатијата ја сваќа да се удоволуваат интересите на сите, а да се загрозуваат интересите на македонскиот народ. И тоа е погрешно поимање на политиката, тоа е погрешно поимање на дипломатијата. ВМРО-ДПМН предложи закон во парламентот, тој закон помина, тој закон е изгласан и тој закон треба да почне час поскоро да се применува. Како ќе се применува? Еве веднаш да им помогнам, уште утре да го затворат клубот Цар Борис во Охрид и да се укине регистрацијата на тој клуб, бидејќи тој клуб очигледно носи име, јасно ни на сите дека носи име на фашистички соработник, односно, да бидам попрецизен, нацистички соработник за време на Втората светска војна. Господине Мицковски, денеска владата објави нов сет мерки за кои што велат дека ќе помогне во енергетската криза. Ваш коментар за овие мерки? Јас се слушав внимателно пресконференцијата на Димитар Ковачевски. Таму има 3 мерки, од кои што 2 мерки се предлог на ВМРО-ДПМН, а тоа се основните и средните училишта да добијат повластена цена на струја и јавните предпријатија кои што испорачуваат водостопански услуги, кои што користат пречистителни станици и ги одведуваат отпадните води или канализација, да добијат исто така повластена цена на струјата. Тоа се оние барања кои што ги имаше ВМРО-ДПМН, ќе ја потсета македонската јавност и добро е што владата и Димитар Ковачевски ги прифатија барањата на ВМРО-ДПМН, да основните и средните училишта, вклучително и предпријатијата кои што вршат
водостопанска дејност, стопанисуваат со пречистителни станици и ги одведуваат отпадните води, добијат повластена цена на струја. Тоа драматично ќе го олесни буџетот на граѓаните, буџетот на компаниите, но ќе им помогне на општините. Тоа се барање на ВМРО ДПМН, уште еднаш ќе повторам и го поздравувам конечно ова што кажува Димитар Ковачевски, што престанаа да се инаетат и прифатија корисна работа за општеството. Потоа велат ќе има повластена цена и оние компании кои што произведуваат храна. Таа ќе биде 80 евра за мегават сат, околу 48 денара киловат час, оваа другава ќе биде околу 60 денара за киловат час. Што значи тоа? Тоа значи дека чека за една година храната и безалкохолните пијалоци да пораснат за 31%. Затоа што вчера Државниот завод за статистика излезе со прецизна бројка. Вели октомври 2022 споредено со октомври 2021. Храната има зголемена цена заедно со безалкохолните пијалоци за 31, мислам запирка 2%, да бидам попрецизен. Додека пак инфлацијата е близу 20%. Чека година дена, чека месеци да се осиромашуваат граѓаните за да донесат ваква мерка, која што е задоцната, но подобро што воопшто ја донесува отколку да продолжеше оваа агонија, иако тоа е влезена во таа спирала и не очекувам од трговците, нити пак од оние кои што произведуваат да ги намалат своите цени во тој обем колку што пропорционално изнесува намалувањето на цената на струјата, бидејќи е задоцнета. Но подобро нешто отколку ништо, велат нашите повозрасни. Така што ова би бил накратко мојот коментар. Ја поздравувам постапката да се прифатат барањата на ВМРО ДПМН и исто така подобро нешто отколку да продолжиме по старата цена и да следниот месец имаме навистина катаклизмична состојба со цените во малопродажбата и со инфлацијата. Како коментирате изборот на новиот шеф во обвинителството за гонење на организиран криминал и дали очекувате да испорача резултати во борбата против корупцијата? Па јавна тајна е дека и тоа представува уште еден партиско-политички договор во власта. Само исто така е јавна тајна дека таму имало две струи, едните за едниот, другите за другиот, па победило вој и така натаму. Продолжува партизацијата, затоа следната анкета нема да биде довербата во суството и обвинителството 8%, ќе биде 1 или 2 или 3%. Предпоставувам тоа се овие неколку фамилии кои што се денеска во власта и од ДУИ и од СДСМ. Тажно е што се продолжува со партизирање на институциите кои што треба да бидат носители на правдата, обвинителството и судството. И веднаш после промените, овој процес ќе биде ревидиран од страна на новата влада на ВМРО ДПМН и ќе бидат ослободени и обвинителството и судството од партиско-политички договори и партиско-политички стеги.